се враќаме повторно назад во отвореното студио 1, 15 часот и 25 минути, резервиран за вториот блок од отворено студио 1, а и овој пат ви подготвивме интересна тема на која што ќе разговараме со нашиот соговорник Бојан Саздов, председател на Македонската асоциација на издавачи, а токму во фокусот е всушност 31-то издание на сајмот на книгата. Добар ден и добре ни дојдовте во отвореното студио 1. Добар ден, благодарам за поканата. Така, јас ви започнала во однос на тоа, или ова 31-во издание на сајмот на книгата. Сите љубители на добрата книга ќе може да го посетат до 14 мај. Најавувавте богата програма, многу нови звучни наслови, но и гостување на странски автори. Пајде повеќе да поразговараме во однос на активностите и организацијскиот дел. Така, вчера практично беше првиот ден од сајмот, од годинешниот сајм на книгата, кој што е најголемиот книжевен културен настан во градот, кога станува збор за литературата. Зошто е тоа така? Затоа што сајмот привлекува околу 40-45.000 посетители секоја година. Голем број на издавачи, бројката е околу 70 издавачи се представуваат во Семската хала, односно во салата Борис Трајковски. И навистина на едно место може да се најде толку многу книги и содржина, како промоции, како презентации, како дружење со автори, подпишување и слични содржини кои што навистина се атрактивни и се интересни за голем дел од публиката. Во однос на програмскиот дел, верувам дека и ние како јас доаѓам од издавачката куќа 3 и издавачката куќа Publisher, меѓутоа и колегите се работи навистина за амбициозни, сериозни програми кои што ги имаат подготвено за сајмот и навистина верувам дека секој што ќе дојде на сајмот дека ќе прво ќе има што да види, ќе сигурно ќе најде во таа понуда нешто што ќе го интересира, нешто што сака да го прочита. А бонус би било тоа дека ќе проследи нека промоција, ќе види можеби некој автор на кој што се воодушевува, ќе се запознае со него, ќе поразговара. И тоа е една од причините за да се посети овој сајм. Така, споменавте 70 издавачи. Тоа се конкретно од земјава или од странство? Да, програмата секогаш е интернационална. Значи, доминантни се нормално македонските издавачи кои што верувам сите ги познаваат, меѓутоа секоја година на сајмот има и издавачи од соседните земји, од Србија, од Косово. Колку годинава бројка од нив ќе присуствуваат од странство на сајм на книга? Мислам дека се меѓу 10 на 15 издавачи. А интересно оваа година што Унгарија е земја во фокусот и унгарската амбасадата практично на Унгарија се представува со една интересна програма со штанд во центарот на халата на кој што се презентирани поновите изданија од унгарската книжевност кои што се преведени на македонски јазик. Навистина за да се покаже дека односите помеѓу овие две земји се навистина на културно ниво се навистина на високо ниво, да. Бојан спомена за Унгарија дека годинава е во фокусот на сајмот со својот штанд, меѓутоа дали секоја година одредена држава е во фокус на сајмот? Тенденцијата е да постои земја која што ќе биде во фокусот, земја која што ќе биде специјален гостин. Во минатите години имавме слични примери, например Шведска беше исто така представена сериозно преку исто шведската амбасада се представи со свој штанд. Имаше делегација од неколку автори чинам кои што беа представени на сајмот, кои што во соработка нормално со издавачките куќи. И на тој начин се оди на меѓународна димензија на сајмот која што би сакале ние да ја достигнеме, затоа што повеќето сајми не треба се оди многу далеку. Доволно е да се види Белградскиот сајм на кој што навистина има меѓународна компонента, има многу книги на странски јазик, многу гости од странство, многу автори. Тоа е желбата и на нашата асоциација и на организацијата, верувам на организацијата на Скопскиот сајм да ја достигнеме, односно да пораснеме до тоа ниво, да бидеме
еден меѓународен сајам кој што ќе привлекува не само луѓе од државата, односно само од Македонија, туку да биде и да привлекува гости од другите држави. Да, вчера беше отворен сајмот, денеска е вториот ден, верувам дека доста голем дел од денот вчера си посветил токму таму на сајмот. Има ли луѓе, раздвижено ли е на посетеноста, каква е претежно помлади, повозрасни деца? Да, посетеноста е на она ниво на кој што очекувавме да биде. Со тенденција дури да го надмине бројката од минатата година. Во текот на денот има различни сегменти, например почетокот на денот секогаш е резервиран за помладата публика. Доаѓаат групни посети, организирани посети од училиштата, од Скопје и од другите градови. И навистина за нас издавачите е важно да тие постојано доаѓаат. Затоа и ние во 3 го посветивме тој сегмент од денот од отворањето до 12 часот да биде наменет за младите и да имаме представување на и средби и други настани што ќе бидат интересни за оваа публика. Да не биде само да го посетат сајмот колку да го посетат. Да. Тука навистина кој ќе заминат да се заминат со некоја импресија дека тоа е нешто важно, нешто што треба и самите да го посетуваат утре кога ќе. Но не и да го посетуваат туку, нели да купат и некоја добра книга. Да, секако. Да. Со оглед на тоа дека еве токму тоа ми беше следното прашање, се повеќе како да преовладува виртуелниот свет, интернетот во последно време, мислам низ годините се повеќе на прво место барем кај младите, па колку еве има интерес кај нив да купат книга со оглед на фактот дека голем дел од книгите се достапни на интернет? Да, вистина е дека има големо влијание интернетот и современиот начин на живење во однос на читањето. Меѓутоа не е причината дека книгите се наоѓаат во дигитален формат. Тоа е во ред. Во ред е да се има и друг медиум на кој што може да се чита од аспект на издавач, говорам. Важно е да не се полека, да не ја снемува навиката на читање, односно и понатаму книгата да игра важна улога во животот на човекот, особено за младите луѓе кои што се уште се градат како личности, се уште се преку книгите би требало да откријат некои вистини, некои работи што ќе им помогнат понатаму во животот. Играат ли важна улога книгите во денешно време? Јас верувам дека играат, да. И кај младите? Да. Важно е и интересно е да се види дека младата публика навистина е жедна гладна за книги и дека има голем број на посетители, млади посетители кои што доаѓаат сами, да се организираат сами, доаѓаат сами на сајмот и точно знаат што сакаат да читаат и што сакаат да купат и кого сакаат да сретнат. Така што свеста за книгата е присутна, меѓутоа треба да се работи на тоа, континуирано да се работи, затоа што во денешно време токму таа дигитализација некако многу ни го одзема времето од денот, а се помалку наоѓаме време да посветиме, да се исклучиме од интернетот и од социјалните мрежи и од останатото и да се посветиме на книгата која што навистина може да имаме бенефит од неа. Така. Сите сега ги имаат во електронска копија, а не во така наречено хард копи, па да земат во рака да ја прочитаат книгата. Меѓутоа, дали што говори вашето искуство, еве можеби рано да се каже за овој сајм, меѓутоа за минатогодишните, дали интересот е поголем за домашните или странските автори? Интересот од можеби 7-8 години кај нас, можам да говорам за нашата издавачка куќа, е дека тенденцијата е да се читаат се повеќе локални автори, се повеќе локални приказни, луѓето многу повеќе се пронаоѓаат во сето тоа. Нормално, високотиражните странски автори се уште се и текако доминантни и текако барани од страна на читателите, меѓутоа кога постои квалитетен македонски автор, тој секако ќе го надмине во бројот на продадени примероци и странскиот, дури и оние најдобрите. По што се разликуваат странските од
македонските автори и еве ако се направи некоја паралела меѓу квалитетот на тоа што го имаме ние дома и тоа што го има во Европа и во светот, до каков заклучок може да се дојде? Па се разбира дека постои голем потенцијал, постои голем квалитет во кај нас. Има многу автори кои навистина имаат голема публика, навистина пишуваат на убав начин, бираат убави теми, меѓутоа треба да се работи на тоа, затоа што пак бројот, сметам, од аспект на издавач, сметам дека бројот на луѓе кои што се охрабрува и пишува се уште не е доволно голем. Во регионот тоа? Веројатно се уште не се гледа на книгата така како на медиум преку кој што може да комуницираат со публика. Сакаше за соседството да кажеш, те прекинав? Не, секогаш ги компарираме состојбите со соседството, бидејќи на тој начин можете да видиме трендови кои што се повторуваат. Исто така можеме да видиме во регионот дека локалните автори се во сериозните издавачки куќи се на исто рамниште со странските. И дека кај нас, например, многу ретко може да се види автор кој што третира теми како трилер, како некои поспецифични историски, можеби драми, кои што бараат истражување, бараат да се посвети посериозно. Така што во тој сегмент мислам дека има голем простор и дека ако некој се реши тоа да прави, дека ќе има успех. Така, еве во однос на новите звучни наслови кои што исто така ги најавте пред се, каква тематика преовладува во овие книги кои што ќе се промовираат на сајмот на книгата? Па најголемиот дел од книгите, што три ги објавува конкретно, се популарни четива кои што третираат, односно се насочени кон широка публика. Гледаме да направиме известен баланс помеѓу кога објаваме да биде застапена и детската литература, која што е сегмент кој што се уште не е доволно објавуван, не е доволно третиран. Темите како покрај белетристиката, темите на популарна психологија, на деловни книги, книги за успех, книги за здравје, за здрава храна и Што читателите најмногу од овие тематики кои што ги споменавте сакаат да читаат и видете, една тема еден жанр не е доминантен, не може да се каже дека е доминантен меѓу овие, меѓутоа по бројот на книги што ние ги објавуваме, доминираат тие пред се белетристиката, нормално убавите романи и од македонски и од странски автори и популарната психологија која што е секогаш интересна за нашиот читател, бидејќи одговара на многу прашања кои што веројатно секој си ги поставува, имаме едно ново дело кое што го промовираме токму на сајмот од познатиот клинички психолог Џордан Питерсон, 12 животни правила. Тоа е еден голем бестселер што веќе една и пол година не се симнува топ листите секаде низ светот. Сега ексклузивно се појави за сајмот на книгата. Имаме и други наистина интересни изданија кои што ќе бидат достапни ексклузивно на сајмот на книгата и нормално дека во целиот период има известен попуст на книгите, бидејќи на крајот и читателите тоа го бараат и го заслужуваат. Така. На крајот на разговорот сме, ќе ви посакам успешен 31-ви сајм на книгата и се надевам дека твоите пораки ќе стигнат до гледачите и дека ќе го посетат апсолутно, и она цел која што имате да имате повеќе посетители во однос на минатогодишниот сајм на книгата. Ви благодарам. Благодариме уште еднаш. А ние, почитувани гледачи, по кратка пауза се враќаме повторно назад во студиото, ќе ги анализираме вестите од светот и регионот со Дејан Андоновиќ.